Поставил прашање. Дали верувате во гатање и предвидување на иднина? Јас да, доколку тоа го прави нашиот прв data scientist во Македонија и гатач Дејан Вакански. Доколку се разбира ги користи сервисите на Azure Machine Learning. Зашто станува збор и што Дејан ќе предвиди денес, останува он да ни пренесе, но темата е Data Science in Azure, односно како вашата компанија да биде подобра. Дејан, повели. Здраво, Марко. Добар ден на сите. Присутни на оваа конференција, јас веднаш се зафатив со алатката која што ќе ја користиме денес за да направиме едно предвидување или гатање, како што кажа Марко. Пред да продолжам понатаму, јас навистина би се заблагодарил и на Марко за навистина одличното мое представување, навистина да би ни текнало ни мене самиот да се представам на ваков начин. Така да немам што повеќе да додавам за сега, освен да кажам само дека сум присутен во IT индустријата веќе 20 години и сите овие години работам, да не речам 100% од мојот професионален ангажман се сведува на работа со податоци, без разлика на тоа дали станува збор за некое организирање на податоци, дали станува збор за анализа на податоци. Сепак податоците се она кое што секојдневно го работам. Сега, да кажеме која ќе биде темата на оваа презентација, ама пред да кажем за темата, јас овој реквизит би го нарекол, а не алатка, би ја тргнал комплетно, затоа што тоа не е алатката која што ја користиме за предвидување. Тук, можеби подоцна ќе ми треба навечер со децата или попладне со колегите да одиграме некоја партија. Но ако сакаме навистина да се занимаваме со предвидување или со data science, тогаш алатката која што дефинитивно ќе ни помогне многу во тој процес е Azure и Azure Machine Learning сервисите. Значи зборуваме за data science во Azure, поедноставен начин, да се и полесниот начин да се добијат придобивки во бизнисот. Која е агендата во следните 30 на минути? Најпочеток, иако верувам дека скоро сите присутни знаат што представува Data Science, но сепак да се потврдиме. Што представува Data Science и улогата на Data Science нормално во бизнисот? За да подоцна позборуваме за клаудот, како една од платформите или една од најчесто користените зборови барем во последно време, а посебно кога станува збори и за Data Science. Ќе направиме еден вовед во Azure Machine Learning сервисите, да видиме што представуваат тие сервиси. И нормално, јас не би бил јас ако не покажеме некој практично демо. Односно, ќе се обидеме да во времето кое што го имам на располагање, да креираме еден предиктивен модел, односно еден recommendation engine, кој што ќе видите на крајот што ќе биде резултатот од него. Што представува Data Science, односно зборишето кое што барем последниве некои 5-6 години и текако гласно го слушаме. Нема да должам многу затоа што верувам дека скоро сите сме запознаени со оваа тема. Имено Data Science, само да го утврдиме тоа, Data Science представува еден посебен домен, една посебна дисциплина, која што се занимава со пред се прибирање на податоци и нивно организирање, а се со цел да се откријат некои патерни или некоја информација која што има големо значење за нашиот бизнис, со цел да го помогнеме тој процес на decision making или донесување на одлуки. Во полето на Data Science се користат комплексни machine learning алгоритми за да се направат тие предиктивни модели, односно да се извлечат тие meaningful информации кои што доаѓаат од самите податоци. Но во денешно време се повеќе се применува таа дисциплина Data Science во компаниите, затоа што стануваат свесни компаниите дека самиот Data Science и тоа како може да им помогне во работењето. Оние традиционални, класични BI системи кои што
нели постоја многу одамна и се уште постојат, кои што се фантастични системи, не можам да ги напаѓам, затоа што и самиот нели сум работел на нив, па и во моментов нели работам. Но сепак овие системи пред се, нели, работат, односно бараат веќе структурирани податоци. Додека пак во полето на Data Science секогаш работиме со податоци кои што не се структурирани или велиме податоци кои што се семи структурирани. Токму тоа е нели она кое што беше, ајде да кажам, како еден недостаток на оние традиционални BI системи. Што се однесува пак за примената на Data Science, односно анализата на тие структурирани, неструктурирани, семи-структурирани податоци, скоро и да нема некое поле во работењето, во бизнисот, каде што нели нема да најдат примена. Именно сакате земете ги банките, финансиските компании, иншуренс компаниите. Кај нив постои еден предиктивен модел кој што е најчесто имплементиран, а тоа е така наречениот fraud detection. Именно, нели, нормално сите сме загрижени за нашата приватност, односно за картичките кои што секојдневно, поготово во денешно време на пандемија, нели, го правиме, а тоа е купување онлайн. Банките нормално мора да имаат на еден или друг начин имплементирано детекција на измама или така наречен fraud detection. Исто така, за да се помогне нели процесот на донесување одлука, дали да му се додели на некој клиент кредит или не. Исто така, machine learning е она кое што ќе го помогне целиот тој процес. Сакате да земете sales? Апсолутно. Во sales имаме нели одредување, односно предвидување на правење на модел за дискаунт, кој што од една страна ќе донесе повеќе корисници, нормално ќе може повеќе корисници да си го дозволат нашиот продукт, но од друга страна пак ние нема да загубиме, туку ќе добиеме профитот од сето тоа. Healthcare индустрија, нема проблем. И овде се користи апсолутно Data Science или Machine Learning алгоритмите, со цел нели да предвидиме, например, колко време ќе биде потребно за хоспитализација на одреден пациент. Исто така да предвидиме која ќе биде ефикасноста на одреден лек врз одреден пациент. Ако земеме нели патување, односно во travel индустријата, предвидување на на доцнењето на летови. Јас барем и моите колеги кои што нели пред пандемијата патувавме прилично, држејќи курсеви надвор од држава, знаеме точно нели што значи тоа доцнење на лет или предвремено можеби полетување на одреден авион, така да предиктивниот модел кој што ќе ни даде точно кој што ќе ни даде предикција нели колкава е веројатноста да одреден авион задоцни одредено време, 15 минути, 20, 30 и така натаму, сигурно ќе ни биде и повеќе од корисно. Сакате земете, например, автомобилската индустрија. Се повеќе нели се зборува за тие така наречени self-driving cars или автомобили кои што возат без возач. Сето тоа се случува благодарение ток на Data Science или Artificial Intelligence, терминот исто така може да се спомене овде, или да речеме автоматскиот пилот. Тоа е повторно продукт кој што доаѓа токму од оваа област. Нема да набројувам, нели, што се случува, односно во сите бизнеси каде би нашол примена, меѓутоа и од овој мал број на примери, сигурно веќе знаете, односно имате јасна представа каде и како би ни помогнал тој Data Science. Во последно време се повеќе се слуша уште едно зборче, а тоа е cloud зборчето. Моите колеги и Фисник, и Зоки, и Гоце зборуваа на таа тема и секој од свој аспект, нели, нормално, кажа улогата на клаудот. Сега сигурно се прашуваме зошто cloud, нели, се спомнува паралелно или заедно со терминот Data Science. Има многу причини за тоа. Имено, за да направиме еден предиктивен модел, знаеме нели дека во позадина ќе треба да имплементираме најпрвен некој сложен алгоритам кој што бара ресурси. Не секогаш тие ресурси ни се достапни на нашата машина. Клаудот ни овозможува токму тоа,
ни овозможува cost-effective ресурси и нормално storage на податоците кои што јас ќе ги користам во мојот предиктивен модел или податоците кои што ќе ги користам, еве да кажеме, за тренирање. Понатаму, самиот капацитет, односно какви се ресурси ми требаат за да мојот експеримент или моето тренирање на моделот заврши во, да кажеме, најмалце можно време. Клаудот сам по себе, ќе покажам и подоцна или нормално на демото, ни овозможува компјут нодови, компјут кластери или ресурси, да ги наречеме, кои што се способни да сами прават скелирање, односно scale out, меѓутоа и scale down. Ми требаат, знам дека имам комплексен алгоритам за тренирање, ми треба да речеме 4 машини да работат заедно, 4 нодови, нема никаков проблем. При пуштање на самиот тренинг ќе се скелираат. Понатаму, спомнав веќе нели дека тие machine learning алгоритми се прилично комплексни. Некои користат Linux машина, некои користат Windows машина. Некои сакаат да користат R, други сакаат да користат Python. Нема никаков проблем. Односно, со креирањето на тие ресурси во клауд, добиваме и технологија која што ја посакуваме, односно со која што се чувствуваме најкомотно. Да речеме, јас работам Python, добивам виртуелна машина на која што ги имам инсталирано сите потребни алатки за да може јас да креирам еден предиктивен модел во Python. Исто така, во денешно време, агилното водење нели на проектите, DevOps се наметнува како прашање и во самиот data science, во самата data science дисциплина. Повторно, со клауд нема никаков проблем да се имплементираат истите овие технологии. Security, кое што е на вистина треба да биде на многу високо ниво, затоа што пред се ние работиме со податоци. Односно, доста често ќе работиме и со sensitive data, податоци кои што не смеат туку така да бидат изложени. Security-то, кој што ни го овозможува клаудот е повторно на високо ниво, односно, има неколку левели на дефинирање на security, каде што и јас може да кажам точно кој може да го користи мојот предиктивен модел, кој може да пристапи до моите податоци кои што се во клауд и така натаму. И нормално, цената е тука. На крајот на денот, сите нели сакаме да ги намалиме трошоците, меѓутоа да добиеме на бенефит некаков од клаудот. Azure Machine Learning сервисите за кои што ќе зборувам, апсолутно подржуваат нели pay as you go. Односно, онолку колку што трошиш, толку нели и ќе платиш на крајот на денот. Конечно дојдовме нели до алатката која што ќе ја користиме и која што ќе ја покажам нели подоцна за предвидување, гатање што ви рекол Марко, односно алатката која што ќе ни го помогне тој процес на data science. Имено, Microsoft нуди Azure Machine Learning сервиси, односно Azure Machine Learning платформа, цела една платформа, чија што основна намена е да биде користена од страна на data scientistите. И тоа да може да го имплементираат цел еден data science проект од прибирање на податоци до тренирање до нели нормално организирање на тие податоци, тренирање на моделот и нормално нивни деплојмент и потоа мониторинг. Имено Azure Machine Learning како платформа нуди скалабилни и on-demand compute. Што значи тоа? Зборувавме нели дека ни се потребни ресурси со кои што ќе треба нели да ги користиме за да истренираме одреден модел, па на крајот на денот ако сакате и кога ќе го ставиме моделот во продукција, да добиеме виртуелна машина каде што сето тоа ќе биде хостирано. Затоа што ни требаат податоци. Azure Machine Learning сервисите користат, односно ни нудат и storage. Ама нормално, тука се поставува и прашањето, а што е со начинот на конектирање до моите податоци? Порано беше прилично едноставно затоа што генерално имавме една хомогена структура каде што се чуваат податоците. Меѓутоа сега податоците може да доаѓаат од некоја on-premises база, може да доаѓаат повторно од cloud база, може да доаѓаат од фајлови и така натаму и така натаму. Најразлични типови на сорсиви, нема никаков проблем. Во Azure Machine Learning платформата имаме конектори скоро до сите оние сорсиви кои што
можеме да ги користиме каде што би ги зачувале нашите податоци. Што е со мониторингот? Или што е со изборот на најдобар модел? Оние кои што работат на полето на Data Science знаат дека тоа може да биде и макотрпен процес кој што трае прилично долго време. Да го избереме моделот кој што е најдобар, односно кој што дава најточни резултати или најточно одговара на нашето прашање. Што е со деплојментот? Колку е тој комплексен? И така натаму. Значи сите овие прашања се решени со самиот клауд, односно со Azure Machine Learning платформата. И уште една работа, која што е исто така добра и која што денес ќе ја представам. Azure Machine Learning сервисите или платформата всушност овозможуваат креирање на Machine Learning модели, односно правење развој на еден Data Science проект за голем дел од, ајде да кажеме, категории на Data Scientist, односно поштувајќи од Data Scientist или не мора ни да бидат Data Scientist, меѓутоа мора да имаат апсолутно некој познавање од таа област. Data Scientist или луѓе професионалци кои што сакаат без код да направат предиктивен модел, нема никаков проблем, тука го имаме Azure Machine Learning Designer студиото, но оние кои што се поискусните, кои што сакаат да имаат контролата во своите раце, апсолутно го имаме, ја имаме и таа можност за користење на RStudio или да речеме Jupyter Notebooks или Jupyter Studio, како би можеле нели со програмски код да го направиме тој модел. Значи, со јас би рекол знаење кое што е доволно, минимално знаење кое што е доволно да направиме еден предиктивен модел, па се до професионалци кои и те како се навлезени во таа проблематика. За сите нив има понешто во Azure Machine Learning платформата. Ајде конечно да ја видиме таа платформа, односно да видиме како во времето кое што ми останува од некои 20 на минути можеби, или помалце, ќе креираме еден предиктивен модел. Ова е Azure порталот, нели, каде што јас веќе имам креирано, внимавајте, Workspace, и тоа Azure Machine Learning Workspace, кој што е централен контейнер или начин на организирање на сето оно кое што ми е потребно за да креираме еден предиктивен модел. Тоа е Azure Machine Learning Workspace-от, WS Data Science го имам наречено. И во него, кога ќе го отвориме, тука имаме во овој Blade или во овој Navigation панел, имаме огромен број на функции, нели, или опции кои што можеме да ги подесиме, како би го реализирале нашиот проект. Но Data Scientist-ите и онака имаат, нели, прилично работа додека да го направат тој предиктивен модел, додека да си ја завршат својата работа. Се помалку сакаат да се занимаваат со работи кои што можеби повеќе се дедицирани на дата инженерите или на професијата Azure администратори. Токму поради тоа за нив постои една посебна алатка наречена Azure Machine Learning Studio. Еве оваа алатка, која што алатка ни овозможува да направиме предиктивен модел, односно да работиме на Data Science проект, како што кажав, од no-code или low-code алатка до користење на Python или Jupyter Notebooks. Ова е всушност Azure Machine Learning студиото, кое што нели јас ќе го искористам понатаму. И рековме нели дека во овој дел овдека, во левиот дел, можете да приметите дека ги имаме сите компоненти од кои што се состои Azure Machine Learning студиото. Тука ги имаме на почеток Notebooks. Реков, сакаме да пишуваме Python код, нема никаков проблем, еве ги овие Notebooks. Сакаме Automated Machine Learning, да го најдеме најдобриот алгоритам кој што дава најдобар резултат за решавање на мојот конкретен проблем. Нема никаков проблем, тука е Automated Machine Learning. Еве го дизајнерот кој што подоцна ќе го видиме, сега нема да го кажам, тоа е no-code или low-code алатка за креирање на предиктивни модели. Асетите пак во Azure Machine Learning студиото се нашите дата сетови со кои што нормално ќе работиме. Експериментите, како Data Scientist, многу пати ќе креираме голем број на експерименти, ќе ги стартуваме или извршуваме голем број на пати, токму тука се наоѓаат сите тие експерименти кои што јас ги имам креирано. Пайплайните, самите модели откако ќе ги регистрираме, нели, и endpointите. Деплојментот е многу важен.
Ако го диплојментот овде ќе се обидам доколку има време да покажам, диплојментот е многу едноставен. Односно, ако го диплојувам да речеме како веб сервис, тука ќе добијам информација за endpointот, односно линкот, кој што ќе го дадам на моите колеги програмери, кои што имаат направено развиено посебна апликација и тие точно ќе знаат како да го искористат тој линк и тие информации кои што ќе им ги дадам токму од овде. И еве ги останатите елементи, односно ги имаме овде compute нодовите, она кој што го спомнав, кој што ни ги дава ресурсите, data store-овите, каде што се чуваат типот на data source, комплексните data labeling проекти и на крај линкуваните сервиси. Рековме ќе отидеме со дизајнерот, но пред да отидеме до дизајнерот, би сакал само да покажам дека за да започнам со креирање на еден експеримент или data science проект, најпрво мора да обезбедам ресурси. Тие ресурси се наоѓаат токму овде во compute делот. Погледнете, ова е мојот compute, ова е мојата compute инстанца која што е креирана и во моментот стопирана. Зошто? Па нормално, не сакам да троши од моите пари непотребно, затоа што не работам во моментов. Compute кластерот кој што го користиме за тренирање на нашите модели. Погледнете го во моментов, има idle 0 нодови, значи не работи ништо, ништо не е активно. Меѓутоа може да направам скелирање, ќе видите дека тоа скелирање се прави автоматски во моментот кога ќе го стартувам тренирањето на мојот модел. Inference кластер, доколку го публикувам мојот модел и на крај може да атачирам надворешен compute во рамките на овој мој Azure Machine Learning Workspace. Значи, ситуацијата ја знаеме кристално чиста, овде гледаме дека ништо не работи, ништо не е активно, ништо не троши пари. Ајде сега да го направиме нашиот модел во времето кој што ни е на располагање. Одиме во дизајнерот и моделот кој што ќе се обидам да го направам е еден recommendation engine, кој што recommendation engine ќе препорача, односно на влез нормално ќе добие датасет кој што се состои од некои 200-250 илјади филмови и нормално рейтинг на филмовите од јузерите корисниците кои што ги гледале тие филмови. Претходно имам направено датасет, само да го погледнеме. Значи, ако отидеме во datasets, ќе видите дека тука веќе имам датасетови, movie titles, movie ratings, кои што веќе се креирани во Azure Machine Learning, така да сега ми се достапни во дизајнерот. Одиме да ги поставиме првите, рековме, модули, односно да направиме еден no-code или low-code machine learning алгоритам. На почеток мора да специфицирам кој ги обезбедува ресурсите. Велиме вака, затоа што имам креирано, еве го, клас DSDF, ќе го селектирам, тој има 0 нодови во моментов, прави скалирање имам направено до 1 нод, затоа што, да речеме, немам голем број на податоци, па и се уште сум во тренинг фазата. Велам save и сега, од левата страна, овде ги гледаме сите модули кои што ни се на располагање, организирани се нормално и класифицирани, како би можел полесно да дојдам до нив. Ги имаме тука датасетовите, sample датасетови за оние кои што сакаат да експериментираат и да учат data science, data input и output, data трансформации, feature selection, статистички функции, machine learning алгоритми, 19 во моментов, кои што ни се на располагање. Model training, scoring и евалуација. Python language, реков дека ова е low code, но доколку сакам или no code, но доколку сакам да користам Python или R, имам готови модули кои што ми овозможуваат да напишам мој Python код за некоја специфична активност што сакам да ја направам, како би ја извршил во Azure Machine Learning дизајнерот и би ја поставил во овој pipeline кој што сега ќе го креираме. Нормално ќе дадам име на мојот pipeline, ќе биде demo C3. Вака, demo C3. И затоа што веќе го имам регистриран датасетот, датасетовите се наоѓаат, рековме овде. Еве го, movie titles, movie ratings, ќе се обидеме да направиме еден recommendation engine. Drag and drop. Првиот датасет кој што ги содржи movie titles, вториот датасет кој што ги содржи movie ratings. Сега, откако ќе ги поставам, морам малце да се справам со резолуцијата. Значи, откако ќе ги поставам,
треба да знам нормално дека првата фаза или првото нешто како data scientist кој што ќе го направам ќе биде анализа на податоците со кои што ќе работам, односно осознавање на квалитетот на податоци, дистрибуцијата нивна, да видам одредени статистички информации и така натаму. На десен клик Visualize Output Result. Можеме да го визуализираме датасетот, каде што ќе ни ги појави така е. Се надевам дека сега сме тука и дека се слушаме. Имаше мал прекин. Добро е што го приметив, нели? Па не продолжив да се изборувам. Како и да е, ова е нашиот датасет, нели, со кој што ќе работиме. Едниот датасет, вториот датасет. Исто така можеме да го визуализираме. Тука ги имаме информациите за... Само да видиме, ќе почекаме малце. Информациите за юзерите, ете така, кој од филмовите го гледале и нормално кој е рейтингот. Супер. Одиме со следното, односно, знам дека ќе ми треба сега еден модул, кој што модул ќе треба точно да ја дефинира варијаблата, која што ние ќе ја користиме понатаму, а тоа е рейтинг. И од овде ќе го изберам модулот Edit Metadata. Модул кој што, нели, ми овозможува да ги едитирам моите сорсни податоци. Правам поврзување и велам колоната која што ќе ја едитирам во случајов е колоната рейтинг. Сега, затоа што не се извршени овие два модели, тука ги немам, нели, на располагање колоните, меѓутоа може нормално да напишам дека ова е рейтинг колоната која што ќе треба, нели, да така е. Затоа што го поврзувам со Movie Titles, а тука немаме рейтинг. Одиме да ја поврземе со Movie Ratings. Ете така, сега ќе биде во ред. Edit Columns, рейтинг колона. Супер, ева, рейтинг колона, Save. Ќе кажам дека ќе го променам дата типот да биде integer, затоа што така го бара мојот предиктивен модел. Нормално ќе мора да го додадам, нели, и датасетот кој што го избришав, тоа беше датасетот Movie Titles. Еве го тој датасет. Супер. Откако сум направил одредено прилагодување, следиме нормално да ги мрџувам овие два датасета, затоа што ќе ми треба во еден датасет да биде и рейтингот, меѓутоа и називот на самиот филм. Join Data е модулот кој што ќе ми треба. Правиме нормално поврзување, велиме поврзи го Movie Ratings со Movie Titles. Поврзувањето направи го по она matching колона, која што треба да ја имаме. А matching колоната во нашиот случај е Movie ID. Еве Movie ID, Save. Другиот датасет, повторно имаме Movie ID. Еве Movie ID, велиме Save. Добив еден датасет, нели, кој што ќе го користам понатаму. Понатаму ќе искористам, нели, уште еден модул, затоа што знам дека треба да го ограничам бројот на фичери, односно имам тука непотребни фичери, разни foreign key, primary key кои што доаѓаат од експортот, тие не ми требаат. Select columns in dataset, еве го. Па ќе ограничам, нели, нормално ќе ги поврзам и ќе ограничам, ќе кажам дека колоните кои што ќе ми требаат во овој датасет се колоните user ID, потоа колоната, ете така, потоа има уште една колона која што ми треба, тоа е колоната Movie ID.
case sensitive, треба само да внимаваме нели дека ќе ги напишаме во редослед каков што, односно со case каков што е во оригиналниот source. Movie name е следната колона. Ете така. Веќе имаме на располагање. Супер. И ми треба уште нормално rating колоната. Супер. Ова не ми треба, нели? Да вклучам. Велам save, дефинирани овој модул. И одиме понатаму затоа што овој датасет со explorationот видовме, односно можеме да видиме дека имаме duplicate рекорди кои што само прават шум. Па имаме remove duplicate rows. Ајде и нив да се ослободиме од тие дупликати. Колоната која што ќе ја користиме или колоните кои што ќе ги користиме за идентификација на duplicate рекорди се колоните user ID и movie name. Одиме, значи user ID колоната и колоната рековме movie name. Save. Се ослободивме од дупликатите, се уште ништо не е извршено, не се секирете. После на крајот ќе го извршиме и ќе покажеме нели како работи. Потоа одиме со следниот чекор, нели, во процесот на data science, а тоа е разделување, сплит на датасетот на тренинг и тестинг датасет. Тука го имаме сплит модулот, односно имаме сплит data. Супер. Го повлекуваме, поврзуваме, нели, дефинираме цел еден workflow. Велам, ќе користиш 60% за тренирање на датасетот, а 10% ќе се користат, односно 40% ќе се користат за тестирање на датасетот. Сега продолжувам во две насоки, затоа што алгоритмот кој што ќе го применаме таков, па бара, нели, да имаме таков модел. И следната опција, следниот модул кој што ќе ми биде потребен, тука ќе биде модулот Edit Metadata. Edit Metadata ќе го користам, овој модул. Edit Metadata и овде ќе го искористам со цел, нели, затоа што алгоритмот кој што ќе го применуваме таков да бара да на самиот алгоритам му се прати само movie name колоната и тоа во тип string. Значи морам да бидам сигурен дека е во тип string. Значи одиме со movie name. Внимателно на case сензитивност, movie name. Велиме save. Супер. Ќе кажам дека ова е тип string. Одлично. Ги поврзувам. Супер. Следниот модул кој што ќе го искористиме е самиот train. Значи, јас ќе го користам овдека затоа што имаме, ајде да ги видиме сите модели кои што ги имаме овдека. Погледнете, ако отидам во делот на machine learning алгоритми, тука ќе ги видиме regression алгоритмите. Потоа ќе ги видиме clustering алгоритмите, classification алгоритмите кои што ни се на располагање, организирани се нормално. Со тоа што имаме посебен тип на алгоритам, нели, recommendation, и ги имаме во моментов неколку. Јас од овие алгоритми кои што ги гледаме овдека, ќе го искористам train White and Deep Recommender, затоа што дава прилично добри резултати. Поврзуваме, мора да знаеме, нели, дека треба да го поврземе со левиот инпут и мора да знаеме дека треба да му пратиме податоци кои што се, нели, за тестирање. И одиме со десната страна. Десната страна, откако сега ќе направиме prediction на рейтингот и нормално ќе го тренираме моделот за да ги види да најде некоја законитост помеѓу податоците кои што ги имаме. Сега ќе треба, нели, самата препорака за филм. За самата препорака на филм повторно ќе треба да направиме одредени модификации, односно одредени трансформации со мојот датасет. Од претходната анализа може да заклучам, нели, дека имаме и дупликати само по юзер. Така да, овде повторно ќе го искористам првиот модул е remove duplicate rows, еве го, кој што во десно ќе го поврзам со split data.
Сега, од овде, кои се дупликатите кои што, односно како ќе се одредат дупликатите? Нормално тука дупликатите се одредуваат по user ID. Одиме да избереме дека ова ќе биде user ID колоната, која што ќе ја користиме за remove, одредување и remove на дупликатите. За овој конкретно алгоритам кој што ние го користиме, исто така ќе ни биде потребен еден partition and sampling модул. Ајде да го побараме. Partition and sample, еве го, кој што ќе направи партиционирање и наоѓање на семпл на креирање на семпл на податоци од тест датасетот. Значи ќе го партиционира во неколку партиции. Правиме поврзување, нормално негово, и нормално и овде треба да кажеме на кој начин ќе се прави тој семплинг. Имаме неколку, assign to false, pick to false, ние ќе избереме head и нормално број на рекорди. Доволни се мене 100 рекорди, нели? Од нив да направи со 100 рекорди да направи партиции и потоа ќе ни треба уште еден финален select columns in dataset. Ете така. Каде што нормално ќе ги одредам кои се колоните кои што ќе учествуваат, нели, во тој prediction, а колоната која што ќе учествува токму во овој prediction ќе биде нормално user ID колоната на клиентот, на корисникот да му препорачаме одреден филм. Затоа велиме edit column, па ќе кажеме дека тоа е колоната user ID. Колона. Така, велиме save. И на крајот нормално мора да знаеме колку, односно да го евалуираме некако овој модел. Токму поради тоа, за евалуација, нели, односно за скорирање, односно да го направиме самиот prediction, како би можеле после да евалуираме, го имаме score, еве го, score weighted deep recommender. И сега, тука овој модул бара на влез, првиот лев влез, да го имаме тренираниот модел. Потоа бара вториот влез е юзерот, нели, датасетот кој што ги содржи user ID-та за да се асоцира со пред нашиот prediction. И верували или не, тоа е се што требаше да направиме за не знам колку десетина минути со се, нели, тој прекин кој што го имавме, направивме предиктивен модел. Јас ќе го сабмитирам за да видите една работа овде, нема да го почекаме, сепак ќе трае некои 4-5 минути. Ќе го сабмитирам затоа што после ќе покажам. Нормално треба да креирам нов експеримент, ќе си креирам, ќе кажам demo C3 експеримент. Виде submit за да покажам после тоа што се случува со оној compute кој што го спомнав. Во меѓувреме, ајде да го видиме веќе тренираниот модел. Еве го моделот, истиот тој модел кој што јас сега го направив, беше претходно трениран. И на скор може да го видиме, нели, резултатот. Што може да видиме овде? Овој юзер овде 10004, кога ќе се најави, нели, ова е да речеме Netflix. Вели вака, дека за овој юзер прв или со највисок, најголема веројатност дека ќе му се допадне или би требало да биде негов следен филм кој што ќе го гледа е The Social Network. Второ, Marriage Story, Rome и така натаму. Еве го и петиот, The Wolf of Wall Street. Исто за следниот юзер, гледате, за следниот юзер е поинаква сликата и така натаму. Овде имаме 100 корисници, затоа што рековме дека сплитингот, односно семплингот, ќе го направиме на 100 корисници. Сега, додека во овој период, нели, во време тече тренирањето, јас ќе отидам во мојот compute нод за да видиме што се случува таму. Погледнете го compute кластерот. Уште не почнало тренирањето, за жал. Меѓутоа, кога ќе започне тренирањето, овде ќе видите дека всушност ќе направи самиот екстендирање и ќе го зголеми бројот на нодови. Максимално имам поставено еден нод, ќе добиеме, нели, овде точно еден нод. Доколку го поставиме на два нода,
ќе имаме два нода. Може да направам рефреш ако веќе започнало тренирањето, се уште не започнало, сега се ги повлекува податоците од мојот data store, нормално, мора да ги повлече во самиот pipeline, како би можел нели да го направи самото тренирање. Исто така, јас може да од овде, од веќе тренираниот модел, затоа што мислам дека имам уште една минутка, можам слободно да си дозволам, да покажам само како иде и деплојментот, прилично брзо, прилично едноставно, на клик на копче да не речеме. Односно, откако веќе имаме еден истрениран модел, кој што има одреден run, нели? Правиме publish, треба да избереме на кој pipeline ќе го публикуваме, јас ќе креирам нов pipeline, Movie Recommender C3, ќе го наречеме demo, вака, и ќе кажеме publish. Публикувањето ќе започне, односно ој веќе нели публикуван модел. Publish succeeded, go to pipeline end point. Можеме веќе да ги дадеме тие информации кои што ќе ги бараат моите колеги од развојниот тим, како би можеле нели да се поврзат со овој мој сервис и да ги добијат веднаш рекомендациите кои што ќе дојдат од предиктивниот модел. Значи прилично брзо гледате, направивме еден предиктивен модел со помош на Azure Machine Learning сервисите, односно Azure Machine Learning дизајнерот, така наречениот no-code или low-code data science во Azure. Ќе се навратам на презентациите. Значи, како што кажа нели моите колеги, сите присутни добиваат gift card од 100 евра. На сите присутни нели на оваа конференција. Исто така да потсетам дека добивате исто така и беч дигитален кој што ќе можете да го шерувате и опција нели да се пријавите да полагате за еден од овие испити, односно се стекнете со сертификат Azure AI Fundamentals, Data Fundamentals или Power Platform Fundamentals. Јас ви благодарам за вниманието. Доколку имате прашања, веќе знаете во чет, можете слободно да поставите, ќе ми биде задоволство да одговорам на сите ваши прашања. Од мене толку, поздрав, Марко. Се надам дека тука и се слуша. Благодарам за одличната презентација, Дејан.